оди. Земи ја постелката и оди си. Верата твоја те спасува. Верувам во Исус, мој Господ, Спасител, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Исусе, остави се земно и врви по мене. Јас сум твојот Господ, доктор, Спасител. Стани и оди, Исус те исцели, ме исцели во цели свет, ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум, во љубов твоја, што никогаш не сопира. Ме исцели во цели свет, ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум, во љубов твоја, што никогаш не сопира. Што сакаш да направам за тебе? Да гледам, одам, слушам, љубам Исусе. Се е можно за оној кој верува. Нека ти биде според верата. Ме исцели во цели свет, ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум, во љубов твоја, што никогаш не сопира. Ме исцели во цели свет, ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум, во љубов твоја, што никогаш не сопира. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Благодариме, Господи Исусе Христе. Татко наш, Татко небесен, Татко, пред Тебе сме собрани. Го повикуваме името на Твојот Син Исус и ги оставаме децата да доаѓаат кај Тебе. Нашите деца и сите деца, зашто и ние сме деца, овие две девојчиња, да слезе Твојата радост и Твојата сила, да исчисти се што не е од Тебе кај нив. Љубовта Твоја да ги преплави, да се радуваат, каде што е љубовта Исусова, страф нема, да нема страф од ништо. Да врват, да им ги облечеш обувките на Евангелието, на мирот, да врват под Твојот мир, зашто Ти ни го даваш Твојот мир. Те молиме и за, како се викаше внукот? За Мартин, татко, Максим, го носиме пред Тебе во пост и молитва. Го носиме пред Тебе. Ти можеш да го исцелиш. Ти знаеш што се случува и зошто се случува. Ние те молиме да ја прекинеш секое страдање, секое проклетство, секој непокајан грев, да биде здрав и исцелен, а ние ќе те славиме и ќе сведочиме,
ќе бидеме светлина на светот за Тебе. И сега го повикуваме името на Исус за сите деца во заедницата. Ги враќаме во Твоја собственост. Ти го земаш и даваш животот, ги враќаме во Твоја собственост, ги носиме пред Тебе, да се грижиш за нив, да ни покажеш како да бидеме пример, да не ги соблазнуваме, да им покажеме, да им пренесеме благослов Исусова, наместо живот во телесниот свет, кој носи отплаќање на гревови по системот око за око, зап за зап. Те сакаме, Господи Исусе Христе, согласни сме дека ни е потребна силата Исусова и Духот Исусов во секој еден од нас, во сите деца во заедницата, исцелување на нашите срца, исцелување на нашиот однос со Тебе, со мечот на Духот изрекуваме не за сатаната, не за смртта, не за магии, не за проклетства, да за Исус во моето срце. Ние му припаѓаме на Исуса Христа, во моето срце Исус пребива и целото семејство го враќам во Твоја собственост. Се што имам, партнери, деца, родители, враќаме во Твоја собственост, Господи Исусе Христе, зашто Ти си нашиот татко, Тебе те испрати Отецот Небесен да бидеш видлив дел на Отецот, кој никој не го видел и не може да го види, зашто е непристапна светлина. Ти си видливиот дел, тоа што се гледа во секој еден од нас, нека биде Твојата љубов, која никогаш не престанува. Никогаш не престанува. Ке тргнеме од еден Соломонови изреки, па ќе завршиме понатаму по тоа поука што се ни е дал денеска. 20 Соломонови изреки, 20 од Стариот Завет, 9. Кој може да каже, го исчистив срцето свое, чист сум од гревот свој. Додајте 3 точки. Спасен сум, крстен сум, исцелувам, го знам Словото. Никој не може да каже. Да не го читам тоа другото. Нееднакви терези и мерки, нееднаква мерка е одвратност пред Господ. Значи не можеш да го кажеш тоа. Понатаму, уво кое слуша и око кое гледа, и едното и другото Господ Таткото го создал. И ние знаеме, Стариот Завет има поуки, но мораш да го поврзуваш постојано со Исус, инаку тоа станува знаење кое те возгордејува. Значи, око да гледа, уво да слуша, некогаш имаме проблеми и гледаат, а не гледаат, и слушаат, а не слушаат. Имаме заедница која слуша, манде брзо ти е? Која слуша со срцето. Сакам овие стихови да ви ги кажам, па ќе се вклучат, не е проблем, ќе се повториме во недела. Пазите ги овие стихови. Кој зборува 20-тиот стих, лошо за татко си и мајка си. Треба добро да размислиме овде. Пазете, зениците на очите негови ќе згаснат. Кој зборува лошо за татка си и мајка си? Не вели дека се тие праведници. Имаме родители кои можеби прават гревови кон децата. Кој зборува лошо за татка си и мајка си, зениците на очите негови ќе згаснат след длабока темнина. Го имаме ова во Новиот Завет, вели, ако некој сака да види добри денови, нека се измири со мајка му и татко му. Тања, те молам, остави го мобилниот. Остави го, зашто застануваме пред семокниот Бог. Јас сум одговорен овде. Ако мислите дека тихови зборува, заминете веднаш. Слегува духот, има милосна поука и ако не го отвориш срцето и се уште си врзан во светот, не примаш. Значи, ќе згаснат след длабока темнина. Имаме ние човек или жена која има проблем, не им простува на родителите, сака да ја убие свекрвата или не знам кој таму или свекорот. Пазете сега, и сигурно, еве го што вели, зениците на очите негови ќе згаснат, да ти даде Господ да убиваш. Пазете сега, што е светло Божјо? Светло Божјо е духот, светлина Господова. Нашиот татко е непристапна светлина, духот кој ги испитува длабочините на секое човечко срце. Значи, духот што е даден во нас, духот што е даден ги испитува што има во нашето срце. 21 стих, значи мудрост Соломонове изреки 4, горделиви очи. Размислете и на ова, надуено срце е грешник и грев.
23 стих ова го има и во гордоста е греф и во Новиот Завет. Гордоста е смртен греф. Тоа значи не примаш ништо, знаеш ти си тераш по свое, не ти треба никој. Пазете, кој ја чува устата своја и јазикот свој. Веќе кога сме зачекорили во Христос, добро да размислиме што зборувам, што мислам, како се однесувам, ја чува душата своја од зло. После ќе дојдете ќе се помолиме за нив. Значи, пазете, за секој лош збор ќе одговарате, размисли што изрекуваш, што помислуваш, тоа се материализира, се уште си во пустината и ќе бидеш како израелците ќе изгинеш во пустината. Видете го овој стих, добро да го размислиме. Соломонови изреки 23:13. Не оставај го детето без казна. На сите деца, сите сме ние деца. Пази сега. Ако го казниш со прачка, со стап, тоа нема да умре. Ова се однесува реален момент. Ке го казниш со прачка, ке ја спасиш душата негова од пеколот. Сите ние имаме деца. Некои не слушаат воопшто. Уште еднашка. Не оставај го детето без казна. Мораш да го казниш. Ако го казниш со прачка, нема да умре. Подобро да го истепаш со прачка. Тој Исус вели да дојдам со стап или со сладок збор. И праќа некој со сладок збор, не слушаш, после те боли некој дел од телото. Ке го казниш со прачка, ќе ја спасиш душата негова од пеколот. Добро треба да размислиме, имаме деца и одговорни сме. Дадени ни се за да ги донесеме до Исус, да им пренесеме благослов. Благословот некогаш, тој вели, кој го љуби во Новиот Завет го казнува. Да те остави да правиш глупости, да се дрогираш, да пиеш, да тепаш, да крадеш, да не слушаш никој, да не учиш, да бегаш од часови. Зар ќе го пуштиш? Тоа сите ние го правиме. Пазете го овој стих. 7 пати ќе падне праведник. Не вели дека ние постојано ќе одиме право. 7 по 77 може да пресметате и пак ќе стане. 7 пати ќе падне праведник и пак ќе стане. Падне ли нечесен, крај, изнемоглува до злото. Уште еден стих понатаму. Немој да се радуваш кога непријателот твој ќе падне. Добро треба да размислиме. Срцето твое да не се весели кога тој ќе се сопне. Важен стих и така. Натаму имаш уште една, го прерипав, само кај беше, не е важно, ќе го најдам. Добро, и последниот стих е 26:11, како што кучето се враќа, го имаме ние ова песот, се враќа на својата блуеница, свињата во калта. Кучето се враќа на изблуеното, така безумниот ја повторува својата глупост, грев, што да кажеш, тоа е. Значи, овде ќе тргнеме и се доаѓаме овде зашто со трудниците со срце читавме во неделата и отвара некои работи за духот што не се до крај јасни. Овде имаме во Лука дела 20. Не беше тука, него сега ќе најдам каде во дела. Значи, тој објаснува за духот што е проблемот. Зошто не се разбира и како се разбира. Дела 19. Еко. Дела на апостолите 18 од 24. Натаму се појавува некој евреин, Аполос, се изгуби манде. Беше родом од Александрија, пазите го моментот, вежд говорник, добро ги познава Божите книги, беше упатен во Господовиот пат, зборува за Исус, иако знаеше само за крштевањето на Јован. Дел од црквите се такви. Присила и Акила му доаѓаат и му велат дека треба и поинакво крштение да има. Значи тој се потопил во вода, тој нема појма и веднаш понатаму Павле има сличен случај во Ефес, нека група христијани ги прашува, ги го примивте ли Светиот Дух кога поверувавте? А тие му велат, ние и не знаеме дека постои Светиот Дух. И така се дел од црквите, знаат, не знаат и функционираат на старо. Павле им вели, како сте вие крстени? Тие му велат, па со Јован. Тоа значи си влегол во вода, си излегол, си се покајал во мислите со гревот, некои како деца и мислиш дека е завршено.
A Pavle им вели, да, Јован крштеваше, но велеше тој што иде по мене, ќе крштева со оган и со Дух Свети. Треба во Исус да се крстите. Потоа тие решија да се крстат во Исус, прифатија во името на Господ Исус Христос. Павле се моли за нив, положува раце над нив и тие почнуваат да зборуваат на други јазици. 12 луѓе. Видете, голем број од заедниците појма немаат што е тоа, а и положувањето не функционира ако не ти се јасни работите и ако не си во вистинскиот дух. Одиме понатаму Павле 11 дела 19. Правеше чуда кога сведочеше за Исус, се случуваат чуда, на болните им ставаше шамивче или дел од облеката од Павле и тие се исцелуваа. И ние го имаме тоа, можеме да се молиме кај што има некој проблем, да ставиме мајца еднаш, два пати, три пати парче облека, да ставиме нишан. Некогаш тоа функционира веднаш, некогаш е потребно повеќе, зависност како е дојден степенот на немокта кај човекот за кого се молиме. Дали гревот е покајан или не е, дали само ќе се одложи проблемот, бидејќи без Исус ти самиот плаќаш и нема да се тргне симптомот додека некој од семејството не почне да се моли да се покајува. И сега вели, други евреи го гледаат Павле и истеруваат демони. Ова се однесува на секој еден од нас. И велат како што вели Павле, го повторуваат тоа, така прават голем број од христијанските заедници. Во името на Исус, оној за кого Павле проповеда, ви наредувам да излезете. На демоните им зборат. И сега кажуваат за еден случај, демонскиот дух некогаш им се свртел и им рекол, Исус го знам, Павле го знам, кои сте вие, и видите што им прави. Човекот што беше обзеден со демони се нафрли, тој има сила на 10-15 луѓе некогаш. Ги претепа, голи ги испорача и сите избегаа од куќата и потоа ги фати страф на луѓето дека не може секој да прави се, треба да се размисли, нема играње со сатанскиот свет. Се работи за живот и смрт, кога ќе дојде веќе прекршена границата на твојата милост и времето, потешко се оправаат работите. И еве ја поуката, па ќе се навратиме на овие работи што ги читавме. Не значи дека секој има дух, дека секој може да прави што сака, треба да се допушти водство. Ќе видиме овде што е слезено. Една наша сотрудничка постави едно прашање пред извесен период и на таа тема слегува повеќе поуки, значи не ни го даде наеднаш, на рати за да го разбереме подлабоко. Дали христијанин, што е тоа христијанин? Битно прашање. Што значи да кажеш јас сум христијанин? Припадник роден во едно семејство кое традиционално оди во некоја зграда, а нема никаков ефект од тоа. Дали христијанин што не сведочи за Исус е христијанин? Го постави тоа на едно читање и одговорот не дојде веднаш, него ни го дава на рати за да го разбереме. Може да ти рече да и не и ништо нема да се случи за секој од нас да го разбере проблемот што се случува. Што е тоа христијанин и што е тоа сведоштво? И тоа е прашањето, што ме спречува мене? Јас да можам слободно да сведочам, нели, христијанин, припадник на Исус, верник во Исус, следбеник во Исус, соучесник во што? Во неговата слава, во страдањето, сотрудник во Исус, работиш за Царството Божјо со сето срце, со сиот ум, со сета душа, со сета сила, да бидеш едно тело поврзан духовно во Исус Христос и Таткото Небесен. И ние сега читавме една од овие што го кажуваат по Мартин Лутер, 5-6 точки кои се сите погрешни, не ми е сега темата на тоа. И гледам еден висок свештеник на телевизија вчера, Манде ми го пушти, дојди да видиш, висок свештеник, највисок чин, црква издвоена, и тој вели, јас сум болен од неизлечива болест. Зизгаси го телевизорот, си одам. Значи Исус вели, се е можно за оној кој верува, се можам со Исуса Христа кој ме крепи, за Господ се е можно. Ти се представуваш, тоа не е христијанин и тој нема дух, тоа е сигурно. И еве што ни вели цитатот, продолжете да работите. Значи да не седиме со длабока
стравопочит за да се заокружи вашето спасение. Значи, ние мора да работиме нешто. Пазете, да работиме да се заокружи нашето спасение. Тоа значи да зборувам, да действувам, да сведочам, да бидам жив камен, значи да ме го гледаат Исус во мене, да го видат Исусовата љубов во мене. Филипјаните 2:12-13. Пред тоа вели уште поважно од тоа е да останеш послушен и сега кога сум одсутен. Апостол Павле го кажува тоа често, зборува за духот. Исус е одсутен. Каде? Физички, ние не сме го ни видели, затоа е тој стих. Блажени се оние што видоа, а не поверуваа. Ве молам, кој се вклучи, исклучете го. Значи, ние не сме го виделе, тој е одсутен физички, но треба да е духовно присутен во моето срце, тоа е дух. Значи, послушност, одсутност од тело, присутност во дух во моето срце и тогаш имам сила за сведоштво. И пак со заедницава со срцето зборувавме, што значи дека имам јас дух? Па има промена во тебе. Одеднаш се распламтуваш внатре и не можеш ти да сопреш, ти постојано зборуваш за Исус, тоа е симптомот. И потоа велиш, Господе Исусе Христе од сабајле до вечер, велиш Татко наместо Господ и само Исус го славиш и пред секоја работа, во секоја работа, однапред, одзади, напред, назад, Исусе, 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 тоа значи. Понатаму Духот вели, зашто Бог действува во нас, Словото кој е дух и живот, действува, мораш да му дозволиш да действува во мене, да ме води, да ме направи желен, да сакам, способен да работам способен тоа што тој го сака. Што сака тој? Па сите да се спасат, да одам за загубените овци, да ми е жал што пропаѓаат луѓето. Добриот пастир оди за загубената овца, кој е тој? Па ти си тој. Ти треба да видиш, Исус вели, јас ќе заминам за да дојде Духот. Кога ќе замине Исус, ти доаѓаш на негово место, исто како што правеше тој со Духот. 2:13. Отецот и Исус Христос треба да действуваат внатре во мене. Да му дозволиш, да му се предадеш, да не направиш желни, способни, не оспособува, значи, да работиме по негова волја. По негова волја, не по моја, по негова. Она што тој сака. Друг препев. Видете, кога некој ќе загине овде, и член на семејство близок, ако си се молел до крај, си му го предал во собственост, си се молел и не си сопрел, молитвата не е еднаш па сега, ти си ја завршил работата. Пазете сега, ние имаме податок кај што вели тој ќе биде оштетен, духот со душата се враќа кај оној што го дал. Духот и душата не може да умрат. Тоа е љубов која не преканува, не прекинува. Значи тој се менува, само поминува низ фази, поминува низ оган. Така што златото се прочистува. Бог е оној кој прави да сакаме да действуваме. Да сакам. Ние ќе го земеме апостол Павле. Сака да оди во Африка, сака да оди во Азија, сака да оди во уште на едно место. Духот му се јавува македонецот и потоа вели, посакавме, разбравме и веднаш тргнавме. Значи тој сака да действува според неговата добра волја. Филипјаните 2:13, кај беше тој стих. Значи, ако немаш дух, не сведочиш, не зборуваш, не работиш, ти си автокефален, своеглав, по своја волја, немаш дух, немаш вистина да те направи Христос и не си син Божи, кој го води Духот Божи, него ти се водиш по своја волја. Зашто сите си го бараат своето, овој стих доста пати сме го зборувале, а не она на Исуса Христа, Филипјаните 2:21, а другиот препев вели, сите други работа за себе си, за своја полза работиш. Колку време посветуваш на Исус, а не за Исуса Христа. Живење за Исус значи Духот на Отецот да живеат вистински во мене, вистински. Ти не си истиот човек. Ти знаеш пред кого ќе одговараш, ти знаеш дека тој е присутен постојано, тој те гледа. Значи тој вика, со Духот сум одсутен, но да бидете свесни дека сум присутен. Постојано е тука и гледа како го представуваш. Дали го срамиш како детето таткото? Во 16 стих ни вели, тоа се однесува и на Син Божи кон Таткото Небесен.
дека твоите очи ќе згаснат во длабока темнина, ако не го почитуваш небесниот татко. Држејќи се за словото на животот, мораш да се фатиш за тоа живо слово. Друг превод вели, држејќи се цврсто до пораката што носи живот. До тоа се држам. Во сите постапки не правам компромиси, да се држам до Исус, да не те оддуваат демонските сили на ѓаволот, стихиите на овој свет, да ти ја истрошат силата, да те влечкаат по некакви глупости, да ја трошиш, да се извориш во телото и да не можеш во срцето да разбереш. Со срцето да разбереш, да се покаеш. Вашата вера во Господ и вашето служење, значи служење и вера се жртва што се принесува. Тоа е жртвата. Твојата присутност, твојата посветеност. Ти си храмот. Ти одат во камени градби. Камен на камен не ќе остане. Јас не сакам да пророкувам да тргнам натаму. Што мислите што ќе биде во Израел? Камен на камен не ќе остане, го кажа тој тоа за Соломоновиот храм. Гледај какви градби. Не му требаат нему градби, ракотворни. Таткото не живее во ракотворни храмови. Тоа е само, како да кажеш, некоја материализација. Материализација дека постоеле некои луѓе што верувале. Значи служење, сведочење и сега зошто јас не можам, немам сила, не сакам, се плашам, не зборувам јавно. Пак ќе дојдеме до тој стих. Тие го победија. Не можеш да победиш, така си во пораз. Со крвта на јагнето. Ако прифатам дека Исус умре за мене, нема да викам ако сум водач на црква дека сум болен од неизлечива болест. Која болест е неизлечива? Болестите се демони, ти си демонизиран и твојата заедница со целата деноминација да ја фатиш вака и во огнено езеро, додите сите заедно. Ама јас не можам да го направам тоа. Да ви ги отвори Исус срцата, да разберете зошто е тоа така. И се овие ќе речат, ете, тој е болен зошто со нас се караше. Па и вие сте болни. Вашиот професор водач умре во стравови и во депресии, да ви ги кажувам имињата. Како ги дознаваш тие? Па по духот. Водач на заедница, како може да биде болен? Па ти значи си направил некој грев човек. Ти треба да си исцелуваш, да воскреснуваш луѓе, да поведеш стадо, а ти си слеп пастир, паѓаш во јама првиот. Апостол Павле вели, се излевам како жртва леаница. Пазете, од Савле каква трансформација. Степенот на вера и веднаш тргна за Исус, зашто тој беше жеден, имаше погрешна поука и веднаш се премина. А некој во погрешна поука нема, останува таму. Па затоа што и таму е празна вера. Тврдо срце, не може да те поведе ништо да направиш. Значи се радувам со вас, може би мојата крв вели ќе треба да се излее на едно место, вели сакам да ги носам кога го тепаат, мачат, бркаат кога го воскреснуваат тие два пати од умрен. Апостол Павле, неговите сопатници, сотрудници, тој вели се радувам што на себе ги носам раните на Христос. Тоа е степенот на кој треба да дојдеш за да бидеш во духот. Да кажеш не живеам јас. Тоа е реално. Исус живее во мене. Тогаш имаш дух. Сите ќе знаат дека ти имаш дух. И ти нема да велиш јас имам дух. Ти ќе си молчиш и ќе чекаш водство. Ти треба да си жив камен во духовната Исусова заедница. Да се дадеш себе си, да бидеш храм на Светиот Дух, а ти не сакаш, не можеш, немаш сила, немаш дух. Мораш да се предадеш. Немаш сила, зошто? Од озгора. Не е слезен духот, затоа што Исус Христос од духот не пребива во срцето твое. Затоа немаш сила и се уште се расправаш, внатре се бориш ти за себе. Значи духот, рековме негов, светлото Божјо е духот кој внатре треба да ме осветли, да се изборам јас, да се ослободам, да бидам слободна територија за храмот. Ти си се уште со својот телесен свет, со духот на овој свет и нема место, се уште се бориш за себе. Не можеш да одиш да бидеш пастир. На сите што го примија. Што значи да го примам Исус? Па вистински во срцето на сите што поверуваа, што веруваа, им даде моќ, односно сила. Тука е целата суштина. Тој процес не доаѓа знаеднаш, некогаш кај апостол Павле веднаш падна од конјот. Кај некои луѓе процес долг. Процес, значи 20-30 години се спремал, те припремал, па и кај апостол Павле, бидејќи тој, како што вели, ја знаеше сета еврејска и правилно го нарекува старомакедонска филозофија. Се знаеше, сите книги ги исчита, жеднееше за Господ.
но немаше, му фалеше нешто. Пазите го моментот. Друг превод вели на сите што го прифатија, значи да го прифатам јас за собственик, им даде сила, пак да речеме, што поверува во него, им даде право. Право, правници имаме, правда да станат Божји деца. И пак ќе дојдеме, ние сме деца и добро треба да размислиме како. И видиш, и уште еден стих го најдов, ево што го барав. Не вели ќе му се одмаздам на непријателот. Ова е исто важно. Остави на Господ. Тоа се поврзува со Исус кога вели, моли се за непријателот. И сега ние ќе дојдеме правиме култ, Израел од кого нема да остане камен на камен, убива во нечие име, претходно го распна Исус, и ти правиш идолопоклон со тој народ, не разбираш дека Израел е првата заедница и ние сме Израел, бидејќи по потопот 3 деца има, Син, Хам и Ефет, сите народи се од него. Тоа е првата заедница, ја тврди во вода. Втората ќе помене низ оган, значи и потоа вели Израел, кои велат дека се Израел, а не се евреи, а не се, тие се сатанска синагога, го распнаа Исус и убиваат, и тие прават култ кон телесниот Израел. Израел е духовна категорија, додека го водеа Мојсе и пророците. Македонец е исто така духовна категорија, повикува, дојди во Македонија и помогни ни. Покрај сите проблеми што настанаа. И сега, немаш дух, не си го примил Исус во срцето, не сведочиш, немаш сила, можеби си се потопил, сте вапцале во вода како јајце, те баптизирале, ти положиле раце пастори, си научил стихови, а не говориш јавно, не се гледа тоа што го правиш. Можеби не треба да збориш, да ги видат делата. Кога ќе ги видат делата, ќе зборуваат другите, затоа Исус им вели, никому не кажувај, кога тој ќе направи дело, сите зборуваат другите. Не мора тој што му е направено делото да збори. Ти ќе зборуваат другите ако знаат јавно. Кој те исцели? Па Исус. Па кој е тој Исус? Па ако вие не знаете, му им вели, какви свештеници сте вие? Зошто вие не го исцеливте? Значи, не си примил дух, не си роден, не си духороден, не си му ја дал власта и собственоста внатре во себе, за да ти даде власт тој да газиш на змии, на скорпии, демони, ова сме го зборувале, не е лошо да го повториме, мораш ти да му ја дадеш власта. Он ќе го прави тоа во тебе, не ти. Ја менуваш собственоста, значи си тераш по свое, и ние го имавме тој стих што исплива скоро, своеволно благочестие. Ти си знаеш како, некој си мислиш до тука вака. Видете сега, 13-тиот стих вели да се родиме во Бог, во Отецот, да се родиш, духовно да се разбудиш, да се духородиш, Христо родиш и да бидеш дете на небесниот татко. Кој те води, кој ме води и управува е важен момент. Ако не сведочам, немам дела, не работам за Царството Божјо, бидете сигурни дека ве води духот на овој паднат свет. Не може да не се гледа светлината. И ќе се вратиме пак сега овде. Кај беше тоа? Кој зборува лошо за татко си? Еви, мајка си ја има. Тоа значи душата и заедницата. Зениците на очите негови ќе згаснат. Значи, што значи кога не правиш добро, а знаеш, злото чука е пред вратата, го има кај Каин и овде го има. Оној кој не прави добро, а може, значи прави зло. Пазите го сега моментот. Да зборуваш лошо, значи воопшто и да не зборуваш, воопшто да не действуваш, да не те интересира што гинат луѓето. Кај бевме тоа? Уво кој слуша и така, кој може да каже, кој исчисти в срцето свое, јас знам, јас сум спасен, јас можам и така натаму, горделиви очи, надуено срце, не е добро. Кој ја чува устата своја, внимавај што зборуваш. Што Господовото светло те осветлува од внатре во духот, за да се види што има во твоето срце. Не оставај го детето без казна, се однесува на сите нас. И мене не ме остава без казна. Кога ќе ми се случи нешто, веднаш знам каде погрешив. Направив компромис, не требаше. Земав нешто, му простив, му реков добро, ајде. Му реков да на некој зло. Не. Веднаш знам дека не оставај го детето без казна, ако го казниш со прачка, нема да умре.
ќе го казниш со прачка и ќе ја спасиш душата негова од пекола. Затоа треба да се радуваш. Радувајте се кога тој ве казнува. Ако ве љуби, тој ве казнува, не ве остава. И ова е 7 пати ќе падне праведник. Паѓаме сите ние, јас паѓам многу пати, секој ден можеби, на границата. Но пак ќе стане. Апостол Павле вели, го оставам тоа што е зад мене и одам напред. Се кревам, Исусе, Исусе, повраќам, рикам, плачам и одам напред. Ние ќе дојдеме сега пак. Како може? Он вика, човечките синови се поитри, полукави, помокни, ги лажат моите деца. По Новиот Завет, јас ви го прераскажувам прозно. Зошто ние не ја земеме силата, жезлот негов, и кога сака член на семејство да ме оттргне, сме виделе мајка, татко, син, сопруг, жена, колку души се оттргна, да му речеш марш од тука сатано, ако сакаш да дојдеш во Исус, отвори на тие вратата, да си заминеш и да не ми се појавуваш пред очи, додека не клевеш на колена пред семокниот Бог. Зошто ти не му кажеш така? Јас така велам. Дека ви кажем Анде. Нема да правам компромис. И сега пак ќе стане. Немој да се радуваш кога непријателот твој е болен. Немој. Пази, Христос не правеше така. Не велеше ќе видите вие. Тој велеше прости им татко, не знаат што прават. И повторно ќе дојдеме во ова. Кучето се враќа на издвоеното, тоа сме сите ние. Безумниот ја повторува својата глупост. Време е да оставиш се, да се фатиш за Исус и да тераш напред. Да станеш и да паднеш, ќе ти се случуваат работи. Остануваш и одиш напред. Нема каде да одиме ние понатаму. Ако после ова се вратиш во светот, готово е, бргу ќе заминеш. Ги гледаме луѓето што заминаа, што им се случува и пак не доаѓа, ги фатило, тоа ги врзала гордоста и ова, да признаеш, како беше тоа, гордоста е катастрофа, горделиви очи и надуено срце, не признава. Што ние да признаеме? Па ние не функционираме прителесно. Што ќе каже отецот, прачката, стапот, зборовите се однесуваат и на мене на почетокот за секогаш. Јас сум тој што сум првиот одговорен, мене ме мала. Сега гледам на еден завет, сум го заборавил настан. Го прегледав случајно, знам дека реков некој збор ми дојден преку носот, кога го кажав зборот во гнев, копие како да ми се заби во грбот. И имав некоја дамка вака како шепа од мечка, од звер, црвенило како краста. Тоа траеше 3-4 месеци, ја не знам колку. И јас знаев кај погрешив. Се сетив, се молев, се покајував, ми исчезна после 3-4, после повеќе време. Не земав никакви лекарства. Имав како мечка да ме здрапнала на грбот. Точно го знам зборот. Так, еве ја грешка. Значи ме казни со стап. Фала ти, татко мој. Да научам дека не треба да зборам, да го употребам зборот, силен збор во духот против непријателот, зашто тој вели немој да се радуваш, па и да го прекоруваш непријателот кога ќе падне и срцето твое да се весели. Јас ќе кажам, така ви треба, кога тој ќе се сопне. Зашто излегувам од царскиот закон на љубовта и покажувам дека тој стариот дух чека момент пак да ми влезе во срцето. И пак да бидам грешен човек, своеглав, да направам грев и после да викаш помош, Господи Исусе Христе. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што ги излеа овие слова, што не ги даваш овие поуки, да бидеме праведници кои ќе паднеме и ќе станеме, зашто ти ни ја даваш твојата правда, ние на тебе се надеваме и предаваме се што имаме, да не исцелиш и возобновиш во полна сила, да велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи. Ќе отпееме сега една песна, па ќе влеземе првин во молитва за сите што се во потреба, ќе кажете како треба, за кога да се молиме, веќе имаме некои состави.